Добар ден, почитувани, го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е министерката за финансии Нина Ангеловска. Министерке, колку оваа криза предизвикана од пандемијата на коронавирусот ќе чини македонската економија? Кои се оптимистичките сценарија и кои се песимистичките прогнози? Знаете, многу е тешко во една ваква ситуација, во едни вакви околности, исклучително тешко е да се прават предвидувања во однос на тоа колку ќе чини економијата. Ние разговаравме и со сите меѓународни финансиски институции. Например, сега во моментот побаравме и ќе се изработува анализа од страна на Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд токму за влијанието врз економијата од оваа криза, односно да видиме на која сектор индустрија колку се очекува да биде влијанието, или во овој случај вие сега би рекла дека е прво исклучително тешко, второ несериозно да карикираме и да фрламе со бројки 500 милиони, милиарда, колку ќе чини економијата. Ние евидентно е дека го одбравме прво здравството, односно да преземаме мерки за да го превенираме ширењето на вирусот. Меѓутоа тоа секако значи буквално како запирање на чешмата на економијата. И во едни такви услови, кога ние сме се одлучиле дека прво е здравството, потоа економијата, нашата задача со сите мерки, во сите сценарија е пред се да го ублажиме економскиот удар, да го амортизираме и да ја заштитиме силните негативни влијанија кои што може да се случат. Во овие сценарија кои што ги имаме ние во Министерството за финансии, кои што ги изработуваме и кои што повторно ќе кажам и за нив е тешко и постојано и тука се менува состојбата, имаме едно, да речеме, по оптимистично сценарио, кое што велиме дека ударот најголем на приходната страна ќе биде во вториот квартал. Потоа во другото сценарио, велиме при првото сценарио, велиме во третиот квартал ќе почне одредена стабилизација. Меѓутоа точно и да заврши ова во вториот квартал, не може да очекуваме ни дека веднаш економијата ќе продолжи да функционира како што претходно функционирала, ќе треба извесен период. И во четвртиот квартал во тоа сценарио велиме дека ќе имаме веќе стабилизација. Во второто сценарио викаме ударот го очекуваме да биде и во вториот квартал најсилен, да имаме удар можеби малку поблаг во третиот квартал и во четвртиот да започне она состојба на стабилизација или опоравување. И најпесимистичното сценарио, кое што и тоа не е веќе далеко од реалноста, кога ги погледнете и глобалните и светските предвидувања, е дека оваа криза ќе трае до крајот на годината, опоравувањето дека ќе почне веќе следната година. Рековте дека очекувате значителен удар на буџетските приходи во вториот квартал. Што значи значителен удар? Ако треба сега грубо да разговараме со бројки, зборуваме за проценка на падот на приходната страна, зависи, значи, различна процена на падот е на ДДВ-то, различна на персоналниот, различна на придонесите, различна на данокот на добивка. Меѓутоа зборуваме за проценат пат од околу 30, 40, 50, 60, над 60% кај секоја од овие ставки. Од што ќе се откажете прво при кратењата на буџетските расходи, а што не смее да се крати? Се што е во функција на справување со кризата не може да биде предмет на кратење, ги споменав тука е здравството и безбедност. Треба да обезбедиме секој граѓанин да има минимум средства да тече социјалната заштита, за да го заштитиме секој еден граѓанин, за да преживее буквално, затоа што се наоѓаме во една ситуација каде што сите ќе го сносиме товарот еднакво. Сите мора да бидеме во оваа ситуација солидарни, реални и самосвесни. Ако зборуваме за кратење на расходната страна, сега јас не би карикирала со конкретни ставки и бројки, меѓутоа ќе има кратења буквално секаде каде што може да има кратења. Не зборуваме за оние кратења на патни трошоци, е нормално дека се очекува дека ќе се прават кратења на одредени стоки, услуги, одредени капитални расходи кои што се купување на опрема, лиценци, софтвери, значи во едни такви услови, се што суштински и директно не е поврзано со справување на корона кризата, мора и може да биде предмет на кратење. А како и зошто? Со една единствена цел, да се заштити секој едно работно место, секој да има средства за да го преживеа и да го преброди овој период, сите да бидеме солидарни, да заштитиме пред се ликвидноста на буџетот, за да ги сервисираме овие обврски и да ја заштитиме ликвидноста на стопанството, кое што потоа треба да се рестартира и да продолжи, да ја полни цевката, за да може да продолжи да оди да тече нормално и
расходната страна секако. Најавивте задолжување од 600 милиони евра за справување со последиците од пандемијата на коронавирусот. Но колку овие пари ќе бидат доволни со оглед на тоа што и онака имаше најавено задолжување за враќање на стари долгови? Дали овие средства ќе бидат доволни за до крајот на годината, зависи од сите овие сценарии, кој од овие сценарии ќе се реализира. Меѓутоа, сметам дека не е реално со оглед на целата глобалната слика и на предвидувањата и на очекувањата да очекуваме дека овие средства ќе бидат доволни. Сценаријата кои што ги правиме во однос на колку ќе биде поголем потребата за сервисирање за дополнително задолжување, согласно тоа колку ќе биде поголем јавниот долг, сега во моментот не се наш фокус и приоритет. Пред неколку дена донесовте пакет економски мерки за помош на стопанството. На колку фирми ќе се однесуваат овие мерки, на колку луѓе ќе им помогнете и колку тоа ќе чини државата? Зборуваме за прв интервентен сет на мерки кој што беше најавен, зборуваме за одлагање на аконтациите од данокот на добивка кој што компаниите ги плаќаат за 3 месеци април, мај, јуни. Проценката од прилика за ова е да чини околу 10 милиони евра, со оглед на тоа што е таргетирано кон трговија, транспорт и угостителство, меѓутоа е отворено и за сите други погодени кои што им се паднати приходите, има одредени услови кои што компаниите треба да ги поднесат при пријавата да ги исполнат за да бидат ослободени, односно да не ги плаќаат аконтациите. Понатаму зборуваме за мерката која што беше најавена е 50% субвенционирање на придонесите од платите, тоа беше дел од првиот интервентен сет на мерки. Тука зборуваме за околу 50 до 20 милиони евра процената вредност на мерката. Понатаму, како што ги кажав, Македонската банка за обнова и развој, овие 6 милиони евра кои што веќе ги најави, дополнителните 6 кои што ќе бидат ставени во функција на втората кредитна линија, зборуваме значи за околу грубо кажано 40 милиони евра и дополнително 50 милиони евра кои што Македонската банка за обнова и развој ги најавивме дека ќе ги стави во функција на стопанството преку кредити кои што сега се утврдуваат моментално условите и се дискутира и со комерцијалните банки за да истите бидат пласирани преку комерцијалните банки, бидејќи се работи за заем од Европската инвестициона банка во износ од 50 милиони евра, кој што е склучен, меѓутоа сега разговараме за промена на условите за да истиот биде ставен во функција на справување со кризата и помош на ликвидноста на стопанството. Овој втор сет на мерки кои што се изработува, допрва ќе излеземе нели со бројките, меѓутоа оваа мерка за поддршка или исплата на минимална плата на погодените сектори и индустрии по груба проценка би чинала околу 100 до 120 милиони евра. Размислувате ли за кратење на платите во јавниот сектор, на сите или на оние кои не одат на работа? Јас при целиот разговор нели не го вестив дека сите мораме да бидеме солидарни и сите мораме да го сносиме товарот. Ако разговараме за администрацијата и за кратење воопшто, јас разговарав за кратење воопшто нели на непродуктивните трошоци, се што ќе биде предмет на кратење. Ако зборуваме и за администрацијата, сега не земаме во предвид разговорите во однос на ефикасноста, продуктивноста и затоа што и сам кажувате дека дел од администрацијата не е на работното место во едни вакви услови во кои што се наоѓаме, како што не се во приватните сектори, така не се ни во јавната администрација. Да, голем дел од администрацијата, дали дел ротира, дел работи од дома, дел воопшто нели не работи некои што се со деца, кои што ги користат оние мерки кои што беа спроведени во едни такви услови кога знаеме дека администрацијата треба да му служи на граѓаните, на стопанството и дека платите кои што ги зема администрацијата се сервисираат од даночните приходи кои што ги плаќа стопанството. Ако стопанството не ги плаќа овие, не ги полни или не ги плаќа овие давачки, во едни такви услови е нормално да очекуваме дека треба делот товарот да го сноси и администрацијата. Не е лесно, нормално, на никој не е лесно да му кажете дека дел од средствата кои што ги добивал ќе бидат намалени. Меѓутоа, ако сите го сносиме дел од товарот и ако вие знаете дека тоа се случува насекаде, тоа се случува кај сите и дека ние заедно сме сите во ова, јас кажав, се зборуваме во вонредна состојба која што е поистоветена со воена состојба. Во таква состојба сите сме еднакви. Сите треба да имаме да буквално да преживееме, да го поминеме овој период, да го пребродиме и да бидеме пример да покажеме солидарност. Ви благодарам на издвоеното време. Тоа е се во денешното неделно интервју, почитувани гледачи. До гледање.